Најчестите посетители на Битола се турците. Ова го покажуваат туристичките статистики за тоа кој најчесто ја посетува Битола. На оваа тема разговараме со Шенол Мемиш, председател на Сдруженијето за македонско-турско пријателство Мустафа Кемал Ататурк. Одбележувате 10 години јубилеј од Сдруженијето. Кажете ми какви се вашите активности за афирмација на Битола во Турција? Ви благодарам за тоа што решивте денеска да представите нашето здружение на овој ценец медиум. Значи, ние постоиме од 2006 година, веќе 10 години активна работа. Насочени сме кон интензивирање на соработката на Македонија и Република Турција на сите полиња. Туризмот е едно од тие полиња, како што кажавте, значи најголем број на туристи во Република Македонија и во Битола се од Република Турција. Но да не заборавиме дека и голем број македонци последните години масовно ја посетуваат Турција, посебно Истанбул и местата каде што се снимаат оние познати серии кои што ги гледаме секој ден на вашата телевизија и на другите телевизии. Во Битола има споменици на културата од османлискиот период. Во Битола има оваа прекрасна спомен соба на Мустафа Кемал Ататурк. Имаме неколку џамии кои што се или реконструирани или во фаза на реконструкција, значи туристите има што да видат. Ја имаме Битолската чаршија, широк сокак и мислам дека си одат задоволни од нашиот град, а исто така нели во Истанбул има што да се види за нашите туристи од Република Македонија. Познати се врските на Битола со Турција, нели пред се заради Мустафа Кемал Ататурк кој што се школувал тука. Какви се импресиите на турските туристи кои ќе дојдат тука и зашто тие најмногу се интересираат? Најмногу се интересираат за легендата за љубовта на Мустафа Кемал Ататурк со Елени Каринте, затоа што тоа писмо кое што го имаме тука во спомен собата на англиски и на турски јазик, за нив е многу интересно и трогателно. Во Турција за тоа не се зборува многу, затоа што таа љубов не е потврдена официјално од научниците, но сепак ние си ја имаме тука како битолска легенда, битолските Ромео и Јулија, и мислам дека се најзаинтересирани за покрај другите споменици кои што ги спомнавме пред малку, за љубовната идила, за една несреќна приказна, за жал со тажен крај. Но нели животот е таков, сите приказни не завршуваат среќно, па така и нивната приказна не завршила среќно. Мислам дека по реконструкцијата на оваа спомен соба, која што пред 2 години беше со помош на турската фондација ТИКА извршена тука во Битола, мислам дека сега навистина има што да се види тука и мислам дека навистина си одат задоволни. Јас ви благодарам на разговорот. Еве имавме можност да слушнеме што е тоа што најмногу турските туристи ги привлекува во Битола.